Овај приказка не е многу стара, ама не е ни нова. Раскажува се за едни три најверни другачка од едно село кои биле големи домакице у наводници, да не кажу благосемки. Драге моje другачки, ова кој више не иде. Не иде, што е право. У село више никој не дава ни 5 банке за нас. А и ми свиначука смо по 30 кусур године. И време е да си најдемо генералнога и доживотнога спонзора. Тако е, ама што е тој мери спонзор? Да се одадемо, слепоќо, да фатимо бел свет. Амари будалче. Какъв бел свет? Па јага ја бел свет куде нас. Црнци, јапанци, кинези, тајанци. Па нема јапанци и кинези? Има. Ке дојде, па они су ти умпрофор од свагде доваѓа, мари. Како жути мравки су, како тавтабити вршки, не може се отревимо од њима. Па ми ако се одадемо за тиот бел свет, ми не може да се видимо. Не, тој само за прво време. За тој време ќе си се допишуемо. Да. Договориле се да се допишуев и да си пишуев која какъв љубовен живот има. Колку пута на ден га работив тој, ама под шифру не водив љубав, него једев палачинки. Договорено? Договорено. Шифра палачинке. Палачинке. Гиргуске. Драге моje другачки, еве како што знаете, јас се одадо у Париз. Овдека све е у лафазон, што би кажале ми французи. Точка. Али верујте ми, још не можу да ga забравам мирис на сено и на свински опанци. А кад се сету само, кад ќе стану са бајле, кад се растргну, па кад ќе заглибам по траво од оној росу, па измил дркле по очи и правац по овце. Точка. А сак, драге моje, далеко од очи, далеко од срце. Од срце. Срце. Све се забрави. Муж ми беше умпрофор. Налапа се некој пале, па сак е бизнесмен. Тој точка. Имамо 6 кучиња, 3 виле, една ни е на море, една ни е на планину и едно ќе напишу божански у шуму. У шуму. 2 куќе, 4 стана, а Бога ми да знаете, и јас се растргна на све стране. Тачка. Све некои курсеви, комплуктори, енглески, шпански, што да ви збору, ич не ми лъсно. Тој 3 тачки ги става. А што се тиче около палачинки, правимо, не да не правимо, има за едење, амо, како да не ги едемо. Еден пут, 1,5 пут у месец. Ми би и повише, али бре не можемо да ние кучишта. Тачка, за съд, толко. 5 плюс 3 са 8. Погодите ме косам. Ала женет роска. Драги другачке, еве и ја пред спање седна да ви напишу по едно писмо. И тој у нов комплет. Купи ми го оној швалјар на Роско, тај исти, да. И јас се одаде за еднога, не тако богатога, ама добро подкован со спари. Профорац, нели? Италијанац, голем джентлемене. Сеќате се дека ја успиво највише едеше наполитанке. По едно запивање налете на овога моега мужа. А он да биде наполитанац и тој од Наполи. Од имање имамо 2 куќе, 1 вилу и 3 граже. На одмор идемо редовно и убаво ни е, а иначе за италијански език да ви кажа, он е многу сличен на босански език. Знаете га тој што викав босанци? За италијани се знае бонасера дека викав, а за босанци не сери бона. Тој га знаете. А што се тиче палачинке, и ми ги едемо, не дека не ги едемо. И тој 2 пута, 2 до 3 месеца. Са ке ми извините, за сега толку, пошто да наска слава. Погодите кој дан е?
Па знае се, дан за палачинке и не смем да ги пропушту никако, пошто со скомшијуки ги едево. Муж ми е на службен пут. Чао и пишите. Донка од Наполи. Толку. Драги мои другачки, и јас се одаде. Овој мој не е бизнисмен, не е джентлемен, него е неписмен. Ја на njega what's your name, он на мене yes. Ја помисли енглес, като он да биде бајче од Банево Трло, електричар Упрофор. Седимо у едно куќарче колко Кирiju да не плаќамо. Дуќан немамо, ама имамо си поljsko WC. Оно некој ни не ваѓа ману, много би е далеко. Ама ако појдеш на време и не е далеко. И ми имамо виле. Виле. И тој 5 с 3 товаримо сено, а с 2 чистимо ги на свиње. Сиромаси смо до Бога. Ама палачинке ги едемо и тој 3 пут на ден. Кад немамо зајре за палачинке, ја го лижу држку, а он ga liže тавче. Убаво ни е. Вита Јела, зелен бор, чекам брзо одговор. Ваша слунчица. Тачка.